Нашево тело има рок на траење, секој орган прецизно е пресметан, колку поише го трошиш, толку полошо ќе те служи како возилата што ги ги возиме. Ако нив можеме да ги сервисираме редовно годишно и да не дискутираме со сервисерот зошто се прави тоа и така натака, најмалку што треба да направиме е нашево тело да му помагаме. Меѓутоа, значи, генерално, сите ризици над 40-45-та година се зголемуваат. Кај женската популација таа е релативно позаштитена во однос на кардиоваскуларни заболувања и така натака до периодот на менопауза. Значи, генерално проблемите, зборувам во општа генерализација, се помали, зависно од ситуацијата. Ако имаме голема обезност, ако имаме други некои проблеми и порано ќе се јават, се разбира. Меѓутоа зборуваме кај еден просечен човек. Значи, тука веќе после 50-та година ќе започнат проблемите. Ако е кај машкава после 40-та, кај женската после 50-та. Кога почнува се да крцка. Па така е. Значи, нашиве зглобови не се исти веќе после 40-50 години. Кај мажите после 50-та година веќе имаме други проблеми ризици кои што се појавуваат врзани со машкиот полов систем, врзани со простата. Затоа и тука има системи и правила кои каде ве упатува матичниот лекар, кои превентивни прегледи кога да ги правите. Значи, стануваат веќе задолжителни да се прават. Ако се кај жените, тоа прегледи на градите, мамографија и така натака. Кај мажите се проверка за бенигна хиперплазија на простата или, не дај Боже, некои други посериозни проблеми. Така да тоа е еден систем превентивен, кој што кога ни го сугерира лекарот, не треба да го игнорираме, зашто добро ние и немаме време. Да. Рано фатен ризик значи помала штета.